Петочно издание на Дневникот. Добре дојдовте. Ова се настаните на денот. Експресниот пат е клучен за економски развој. Политичко учество на лицата со попреченост. Меморандум за соработка помеѓу 11 правни субјекти. Експресниот пат Ранковце-Крива Паланка е клучен за економски развој на државата. Инвестираме во модерна и безбедна патна инфраструктура, истакна при денешниот увид на патот председателот на владата Димитар Ковачевски. Председателот на владата Димитар Ковачевски заедно со министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и директорот на јавното претпријатие за државни патишта Ејуп Рустеми денеска извршија увид на градежните активности на експресниот пат Ранковце-Крива Паланка. Вкупната вредност на изведбата е 62,5 милиони евра, средства обезбедени од Светската банка. Со изградбата на патната делница ќе се скрати времето на патување, а граѓаните ќе патуваат побезбедно, покомфорно и непречено по нови модерни делници. Очекувам реализацијата на оваа делница да се заврши во очекуваниот рок до средината на следната година, по можности поскоро, со цел нашите граѓани да можат час поскоро да ги уживаат придобивките на една модерна патна инфраструктура кои ги уживаат и сите други европски граѓани. Со нашето доаѓање овде на увид на изведбата и реализацијата на патниот правец Крива Паланка Длабочица Страцин како дел од меѓународниот коридор 8, сакаме да испратиме порака дека обезбедувањето на модерни патишта, градени според европски стандарди, е нашиот приоритет број 1 во остварувањето на нашата стратешка цел, а тоа е побрзо патно поврзување на државата со регионот и светот и нејзино претворање во современа инфраструктурна, инвестициска и економска крстосница. Тој истакна дека изведбата на делниците кои се дел од коридорот 8 ќе донесат далекосежни придобивки за нашите граѓани, бидејќи ќе ја поврзат нашата држава со пристаништето Варна на исток и пристаништето во Драч на запад. Тој нагласи дека лани е регистрирана рекордна реализација на капитални инвестиции од 465 милиони евра, што е за 60% повеќе од 2014 година. Речи дека започна изградбата на железничката пруга од коридорот 8, инвестиција вредна преку 600 милиони евра. Само во последните 3 години во услови на здравствена, економска и енергетска криза, вредноста на капиталните инвестиции изнесува 1,1 милијарда евра. Изградени и рехабилитирани се 44 експресни, магистрални и регионални патишта. Од 2017 до 2022 година вложени се преку 1 милијарда евра за изградба и рехабилитација на патишта. Иако во услови на криза, сепак Северна Македонија лани имаше рекордна реализација на капиталните инвестиции од 465 милиони евра, што е за 60% повеќе од инвестициите во 2014 година. Започна изградбата и на железничката пруга од коридорот 8, инвестиција вредна преку 600 милиони евра. За прв пат ја поврзуваме нашата држава со запад и со исток, како на дополнување на патната инфраструктура која што ја имаме на коридорот север-југ. Вложуваме огромни инвестиции и ги потврдуваме нашите добрососедски политики кои се врвот на нашата агенда на патот кон евроинтеграциите. Вложуваме во сигурни, модерни и безбедни патишта. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски зборуваше за важноста на оваа делница како дел од коридорот 8. Наша примарна цел е да создадеме модерна и безбедна патна инфраструктура, која ќе овозможи брза патна врска внатре во државата, но и кон соседните земји, и да создадеме подобри услови за економски раст, олеснувајќи го транспортот на стока и патници и отварајќи нови можности за македонските компании. Посебен фокус ставаме токму на коридорот 8 како проект од национален интерес, соочени со предизвикот да го забрзаме транспортот кон земјите од соседството. Денеска заедно со председателот на владата Ковачевски и останатите представници на институциите сме на увид на градежните активности на изградбата на новиот експресен пат Ранковце-Крива Паланка, поточно на првата делница кај местото Чатал. Експресниот пат го градиме во две подделници, од Чатал до Длабочица и од Длабочица до Крива Паланка. Вкупната должина на целиот експресен пат изнесува 25,5 километри и за неговата комплетна изградба инвестираме над 62 милиони евра. Со изградбата на експресниот пат Ранковце-Крива Паланка, дополнително со реконструкцијата и проширувањето на дополнителната трета лента до граничниот премин Деве Бајер со Бугарија,
на источниот крак ќе имаме комплетен, завршен патен коридор 8 кој ќе ја направи нашата земја клучна транзитна држава на Балканот и ќе придонесе за економски раст и развој на целиот регион. Директорот на јавното претпријатие за државни патишта Ејоп Рустеми истакна дека извршена рехабилитација на магистралниот пат Куманово-Страцин со должина од 32 километри и вкупна вредност од 13 милиони евра, кој е од витално значење не само за регионот, туку и за целата држава. Со изградбата на експресниот пат Ранковци-Кривопаланка, значително ќе се скрати времето на патување помеѓу Куманово и Кривопаланка. Од ова место сакам да потенцирам дека потешкотиите што ги имавме со изградба на првата делница, каде што имаше слаб прогрес на работите од страна на претходниот изведувач, се веќе надминати и новиот изведувач Травак веќе има добар процент на реализација од 65%. Вкупната вредност на оваа делница е 32 милиони евра. По однос на втората делница, каде што изведувач на работите е Гранит, моменталната реализација е 87%, надзор на двете делници е Диви Македонија. Вкупната проектна вредност на експресниот пат, кој се финансира со средства од Светска банка, е 62,5 милиони евра. Предвидениот рок за изграда на двете делници е мај и јуни 2024 година и искрено се надеваме дека рокот ќе биде запазен. Во оваа прилика дозволете да потсетам дека извршивме реабилитација на магистралниот пат Куманово-Страцин со должина од 32 километри и вкупна вредност од 13 милиони евра, кој е од витално значење не само за регионот, туку и за целата држава. Беше реабилитиран и реконструиран патот од Рамковце до Крива Паланка во должина 27 км, а реконструкција со реабилитација и доизградба на една лента се одвива и на државниот пат од Крива Паланка до Девебајер во должина од 13 км, проект финансиран со средства од ЕБОР во висина од 12 милиони евра, каде што физичкиот прогрес на работите е 75%. Исто така, во изработка и проектна документација за реабилитација на државниот пат обиколница на Крива Паланка. Рокот за изведба е јуни 2024 година. Полициски службеници од одсекот за недозволена трговија со дрога и оружје при СВР Куманово синоќа на улицата Ѓуро Ѓаковиќ лишиле од слобода двајца кумановци на возраст од 43 и 45 години, откако кај нив бил пронајден и одземен амфетамин. Информираат надлежните. Според СВР Куманово тие биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. За патот до успехот на стопанственикот кој се занимава со повеќе дејности, Бобан Спасовски од Куманово во емисијата Став. На што се должи енормното зголемување на цената на становите? Дали се гради само во Куманово, во Македонија или и надвор од државата? Зошто толков раст на цената на автомобилите? Со каков удел е компанијата на Спасовски во продажбата на автомобили на ниво на државата и колку возила дистрибуира преку јавни набавки и тендери? Се дел од прашањата во вечерашното издание на Став. Со почетокот на здравствената криза, а продолжение и на воената криза, автомобилите сериозно се покачија. Прво, најголем проблем е недостаток на автомобилски компоненти кои се вградуваат во возилата. И тој недостаток трае долго. На тој начин автомобилите се произведуваат во помала бројка, не се останува пазарот гладен, како европскиот, така и ние сме дел од Европа и македонскиот пазар, и на тој начин тој гладен пазар и зголемени трошкови за производство на возилата ги зголемуваат цените. Ние исто така и користените возила кои за да ги набавиме од западноевропскиот пазар треба таму да има возила, бидејќи таму нема доволно возила. Ако е понудата мала, цената расне. Така да тоа се случува и тие возила се исто така покачени. Меѓутоа, јас сега брзо бев и се вратив од Хамбург на една конференција на Volkswagen, каде што не уверуваа дека последниот квартал од оваа година, првиот квартал од наредната година, ќе биде стабилизиран пазарот и ќе имаме доволно возила што ќе нудиме на нашите потрошувачи, нашите клиенти.
Македонија е многу мал пазар за продажба на возила. Ние во споредба со Словенија, која има ист број на жители, продаваме многу мал. Словенечкиот тотал маркет или целокупната продажба на Словенија на нови возила е некаде околу 100.000 годишно, додека нашиот тотал маркет се движи од 5 до 6.000. Најдобриот период за продажба бил 2008 година, кога сме имали 18.000 возила на ниво на цела држава и од тогаш нааму редовно е во пат. Втора акција од планот на програмата Здравје за сите денеска беше реализирана во Кумановското Агино село. Медицинскиот тим од Здравствен дом Куманово во интерес на жителите направи бесплатни превентивни прегледи и даде совети за одвикнување од пушење, редовна терапија и контрола кај матичен лекар. Здруженијето Инклузива денеска организираше панел дискусија за политичкото учество на лицата со попреченост. Од Здруженијето сметаа дека вклучувањето во политичкиот живот на лицата со попреченост треба да биде еден од главните приоритети на политичките партии. Лицата со попреченост заслужуваат да имаат своји легитимни представници во сите државни институции, особено онаму каде што се носат законски решенија, смета првиот човек на Куманово Максим Димитриевски. Здруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива денеска во ресторан Грација организираше панел дискусија на тема политичко учество на лицата со попреченост. Според председателката на Инклузива Благица Димитровска, еднакви политички права како и поддршка и прифаќање во политичкиот живот за лицата со попреченост се пресудни за нивната потполна партиципација и учество во сите други процеси. Од Здруженијето сметаа дека вклучувањето во политичкиот живот на лицата со попреченост треба да биде еден од главните приоритети на политичките партии. Заради тоа што од осамостојувањето на Македонија немаме пратеник во собранието ниту советник во Куманово кое што е лице со попреченост. Имаме лоши државни и локални политики, потенцира Димитровска. Ние сме сведоци дека од 1990 година до сега немаме се уште пратеник со попреченост. Во Куманово немаме советник со попреченост, се носат одлуки во нивно име, а не се прашани дали тие одлуки се исправни и затоа имаме лоши државни и локални политики. Учеството на овие луѓе ќе допринесе политичките партии да осознаат кои се потребите, нивните потреби за вклучување на овие лица, но и за како да креираат политики кои се инклузивни. Постојано се зборува за демократија, за општество за сите, што не е вистина. Ние не можеме да имаме демократија ако една категорија на граѓани е исклучена од политичкиот живот и од креирањето на политиките. Политиките ќе бидат добри кога овие луѓе ќе бидат вклучени, кога ќе дадат допринос за еднакво општество за сите. Најпрвен треба да се подигне јавната свест кај политичките партии, а постои стигма кон овие луѓе, ги сметаат дека немаат способности да се вклучат, што не е точно. А лицата со попреченост имаат многу повеќе способности од другите лица во наводници без попреченост. Затоа што тие веќе кај нас во Здруженијето има интелектуалци кои можат да допринесат за да се сменат токовите во државата, а не да бидат членови на политички партии. Бојана Младеновска од Здруженијето Инклузива смета дека лицата со попреченост најдобро знаат со што се соочуваат во секојдневието, поради што треба да бидат вклучени во политиката. Кај нас попреченоста е во општеството, во системот, а не кај лицата со попреченост, велат од Инклузива. Јас сметам дека лицата со попреченост треба да се вклучат во политичкиот живот, најпрвен затоа што се директно засегнати со попреченоста. Попреченоста не е нивна вина, меѓутоа мора да се носат, а за да се носат и за да можат да има просперитет и прогрес, потребно и самите да учествуваат, бидејќи самите знаат точно со што се соочуваат, кои се предизвиците, кои се проблемите, на кои бариери наидуваат, така да тие најдобро би дале најсоодветно решение и
најдобар предлог како можат некои предизвици да се надминат. Јас апсолутно не се согласувам со тој став дека лицата со попреченост немаат доволно капацитети. За жал немаат можности да се истакнат и да се докажат, а повторно наидуваме на тоа на предрасудите и тоа што условите не се исполнети за да можат тие лица непречено да функционираат. За жал најголема попреченост кај нас е тоа што се случува во општеството. Прост пример, професор по физичко е во судство. Професор по музичко е во Министерство за здравство. Тука е попреченоста, затоа ние не функционираме. Инаку лице кое што е со соодветно образование, лице кое што има капацитети, лице кое што може да одговори, а има попреченост и само заради таа попреченост се оспорува, тука ние имаме проблем. Лицата со попреченост заслужуваат да имаат свои легитимни представници во сите државни институции, првенствено таму каде што се носат законските решенија во законодавниот дом, во советите, извршната власт, истакна градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски. Дефинитивно во Македонија нема такви услови. Треба да се работи. Целта не е да се постигнат проценти, но туку да се запази суштината. Заслужуваат да имаат легитимни своји представници во сите државни институции, првенствено таму кај што се носат законските решенија во законодавните ниот дом, во советите, извршната власт и верувам дека во следниот период со отварање и актуализирање на оваа тема, мислам дека ќе се постигне одредено ниво да веќе видиме лица со попреченост и на добитни места. Иако имало обиди, тргнувам од себе си, да анимираме лица дури и за носители на листи, кои што не прифатија, но како и да е, мислам дека со тек на време, што повеќе разговор, дискусија во јавноста, ќе имаме поголеми резултати, ги охрабрувам да продолжат, а секако од мене како градоначалник, од мојот тим и од општинските структури секогаш ќе има разбирање и подршка на сите вакви проекти, бидејќи тоа и го докажавме до сега. Финансираме поголем број на проекти како општина, и дневниот центар порака наша, и инклузива како организација, и голем број на социјални трансфери, финансиска помош, и нема да застанеме тука, тоа ќе го зголеме. Денешнава е прва од вкупно 5 панел дискусии кои што ќе ги организира Сдруженијето Инклузива, на која беа присутни советници, представници на политички партии, граѓански организации и лица со попреченост. Во текот на вчерашниот ден, во период од 10 до 16 часот, од страна на секторите за внатрешни работи и патролни тимови составени од полициски службеници од доделот за униформирана полиција, спроведена е акцијска контрола во областа на сообраќајот на територијата на целата држава, при што изречени се 245 санкции за сообраќајни прекршоци. При контролата санкционирани се 39 возачи за возење без возачка дозвола, 5 возила биле нерегистрирани. На вонреден технички преглед биле упатени 35 возила, а кај 11 биле констатирани технички неисправности. Врз основа на иницијатива од Сдруженијето Живот од Куманово за здружување на правни субјекти за организација на манифестации и саеми, а под покровителство на Комората на органски производители, се потпиша меморандум за соработка помеѓу 11 правни субјекти, организатори на 13 манифестации од Куманово и североисточниот плански регион. Повеќе од изјавите во продолжение. Гор сум што евелав по втор пат како представник на Комора на органски производители. Успеавме да за многу кратко време една иницијатива прерасне во реалност. Пред 6 години успеавме за 4 работни дена да формираме и да собереме доволен број на организации и компании за регистрирање на Комора на органски производители. А целта и намерата на ова здружување со вас кои сте во Општина Куманово, североисточниот плански регион и пошироко во државава, представници на озбилни организации кои имат озбилни манифестации. Ми е посебно чест и задоволство што еве овој ден го потпишуваме овој меморандум за соработка. Сакам моментот да го искористам да од овдека пратим една порака до сите лица, организации или справни субјекти
како од невладини, така и од владени сектори, да сватат дека ние сме веќе озбилна организација во делот на манифестации, саеми и од култура, и од развој на земјоделие и животна средина, и од екотуризмот, и пошироко социјалата и негување на традиција. Да ја поздравам ова иницијатива и се надевам навистина на плодна соработка. Се работи за сериозни организации кои што имаат капацитет и можности да организираат и манифестации, и развој и на екотуризмот и селскиот туризам и на други манифестации кои што веројатно ќе бидат во интерес на поширокиот регион, не само на општина Куманово. Целиот Североисточен плански регион нуди можности кои што ние како организации треба да ги практикуваме и да ги искористиме за поширок развој. Чест и задоволство ми е да ја прифатам иницијативата која што веќе склучивме и во еден меморандум за соработка со Комората за органски производители, како и со сите останати правни субјекти кои што се овде. Станува збор за 11 здруженија и правни субјекти кои што функционираат на територија на Куманово, Старо Нагоричан и пошироко во североисточниот регион. Меморандумот го склучуваме како иницијатива за приклучување на повеќе манифестации и саеми кои што се организираат на оваа територија. Би почнала со саемот Органска трпеза, која што е во организација на Сдружение Живот. Веќе 5 години поред традиционално го организираме овој саем како здружение. Оваа година веќе е во подготовка 6-то издание на саемот и нормално сега во пошироко издание со сите наши соработници веќе овде. Станува збор за, како што кажа председателот на Комората, за манифестации од различен тип на организирање на настани. Тука станува збор за Дарови од природата, манифестација која што е во организација на Комора на органски производители. Саемот Агромак, кој што од минатата година почна да го организира компанијата Адут ГВН од Куманово. Козјачија во срцето, манифестација Бајловски средби исто така во организација на Екогард, Денови на Гравче, Празијада, Традиција во душа, Нова Рува во Старо Кројки во организација на Ето Фолк студио, Мед лек за долг живот во организација на Сдруженијето на пчелари Трмка и манифестацијата Макавејски средби, која што од минатата година почна да се организира на територија на Ранковце. Ги поканувам и јас во име на Сдруженијето и во име на сите представници овде, сите други организации кои што организираат вакви манифестации, доколку сакаат да ни се приклучат во оваа иницијатива, да не побараат и да овозможиме идна соработка и со нив. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе акциска контрола на територијата на Република Северна Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 188 возачи. Од нив 7 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а едно возило се движело со брзина над 70 км на час повеќе од пропишаната брзина. При тоа 97 возачи ја пречекориле брзината во населено место, а 91 надвор од населено место, соопшти МВР. Во продолжение на дневникот следува преглед и на вестите од Македонија. Денеска е годишнина од масакрот во Вејце, кога бунтовниците на ОНА од заседа убија 8 војници на АРМ на 28 април 2001 година. Ова е најголемата бројка на загинати во еден инцидент за време на конфликтот во Македонија. Загинатите беа на возраст меѓу 24 и 30 години. Роберт Петковски од Скопско Бунарџик, Игор Котески од Киселавода, Миле Јаневски од Македонска Каменица, Бобан Трајковски од Куманово, Маријан Божиновски од Битолско Горно Ризари, Илче Стојановски од Битолско Породин, Бошко Најдовски од Битолско Долно Ризари и Кире Костадиновски од Битолско Горно Ризари. Министерството за одбрана иницира да се постави спомен обележје во чест на загинатите припадници на безбедносните сили во масакрот кај Вејце, Тетовско. Иницијативата, подпишана од министерката Славјанка Петровска, е поднесена согласно членот 18 од Законот за меморијални споменици, а со цел оддавање почит на загинатите борци.
Македонски државјанин е убиен на Сончев брег, Бугарија, јавуваат бугарските медиуми, повикувајќи се на информации од полицијата. Мажот бил избоден со колец. Од бугарската полиција вела дека во четвртокот околу 11 часот регионалната канцеларија на Несебар добила порака дека машко тело со видливи повреди на главата било пронајдено во шумски предел до ресторанот Бацвата на Сончев брег, Запад. По увидот на полицијата било утврдено дека станува збор за 49 годишен македонски државјанин, а убиецот е 14 годишно дете од Несебар. Убиството е извршено со прободување со остар колец. Причините се истражуваат. Убиецот е во притвор. Во годишниот извештај за несреќи при работа што го изработи Македонското здружение за заштита при работа евидентирани се 169 несреќи при работа во 2022 година. Оваа бројка, информираат од здружението, е конзервативна и во голема мера не го отсликува вистинскиот број на потешки несреќи на работното место, кој во просек, како што велат според податоците на Институтот за јавно здравје до 2020 година, е некаде околу 1500 потешко повредени на годишно ниво. Според податоците кои успеавме да ги прибереме и систематизираме, 22 потешки несреќи на работното место беа со фатални последици. Следбено на оваа бројка на загинати вработени, стапката на смртни случаи при работа во Македонија изнесува 3,17, односно на секои 100.000 вработени, тројца вработени гинат на работното место во 2022 година. Оваа стапка на смртност е во благ пат споредбено со претходната 2021 година, кога изнесувала 3,77. Кога пак како параметар ќе се земат повредите при работа, тогаш стапката на повреди при работа за 2022 изнесува 21,21, што покажува дека на секои 100.000 вработени потешко се повредуваат околу 21 вработени. Споредбено со минатата година, кога стапката на повреди при работа изнесувала 16,97, стапката на повреди за 2022 е во благ пораст, стои во извештајот на Македонското здружение за заштита при работа, во кој како извор за добивање на податоци за несреќите при работи пред се користени информациите објавени во медиумите. Во фокусот на одбележувањето на Светскиот ден за безбедност и здравје при работа годинава е темата безбедна и здрава работна средина како основен принцип и право на работа. Овој датум воедно е и меѓународен ден на комеморација и споменување на сите работници кои што своите животи ги изгубиле поради повреда на работа и професионални болести. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево со максимална дневна температура која изнесуваше 16 степени и минимална утринска која беше 3 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со температура која ќе се движи во интервал од 8 до 19 степени Целзиусови. Пријатен продолжен викенд ви посакува тимот на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.